Почитувани, присутни и неприсутни, не е важно. Речиси сите почнуваа од изборот на Комисијата за прашања на избори и именувања, односно од членот 20, констатираа дека според овој член собранието на конститутивната седница по предлог од најмалку 10 пратеници ја избира оваа комисија и дека во комисијата се обезбедува соодветна застапеност на пратениците и политичките партии застапени во собранието. Ми се чини и вчера споменав и ќе повторам, на конститутивната седница кај нас, со која според уставот председаваше председателот на собранието од претходниот состав, значи старо новиот председател, господинот Џафери, подсетувам, не беше избрана комисијата за избори, за прашање на избори и именувања, ниту подпредседателите. Само беше избран председателот. Комисијата ја избравме дури потоа. Зошто го потенцирам ова? Заради членот 22, кој што пак вели дека кандидат за председател на собранието може да предложи комисијата за избори и именување или најмалку 20 пратеници, не можеше неконституираната комисија да предложи кандидат. Тоа е првото. Второ, неколку дискутантки го споменуваа мојот, односно нашиот учебник по парламентарно право, велејќи дека и во него потенцираме дека треба да има пропорционална застапеност. Еве го пред мене. Тука што укажуваме ние? На една современа парламентарна практика, инспирирана од британските комитети, каде што постои паритетна застапеност на членовите од власта и од опозицијата во сите комитети. Паритетна и пропорционална не е исто. Значи, изброј представници од опозицијата во комитетите и изброј представници од мнозинството. Погодете зошто. За да не повторуваме како овде, ние имаме посебна одговорност, власта е во нашите раце, ние ја водиме државата и слично. Тоа зборува за партитократски дух. Има разлика меѓу партија и држава. Државата не ја води само партијата или партиите на власт, туку сите оние кои што учествуваат во парламентот, бидејќи секоја влада е влада на сите, а не само на оние кои што гласале за неа, и во парламентот седи и опозицијата. Зошто го потенцирам ова? Зошто комитетите или комисиите се нарекуваат мини парламенти. Всушност, секаде целата работа или главната работа се одвива каде? Во телата што имаат работен карактер. Пленарните седници се политички театар, особено кај нас, бидејќи понекогаш наликуваат на театарот на апсурдот на Бертол Брехт, така вели тој. Значи, потенцирам, овде главната забелешка всушност е на што? На постапката. Не може постапката да почне на парламентарна расправа, овде на пленарна седница, туку треба да почне во телото, чиј член е оној кој што се разрешува или кога ќе бираме оној кој треба да стане член. Извинете, ама тука има нешто што во правото ние го викаме инфлагранти фатен, на дело, или дека снимката што овде некој ја пушта е корпус деликти, доказ. Имено, првиот човек на парламентот многу убаво си кажа во една емисија дека нема, зашто нели опозицијата бара да има, да се состане комисијата за избори и именувања, бидејќи тамо почнуваат работите, дека без да дојде материјал од неа, предлог од неа, нема да дозволи, како вели, силување, ама нешто се случило во меѓувреме, некој блицкриг, бидејќи прво потпишан
на предлогот е председателот и не можам да не забележам нешто. Председателите во парламентите обично се крајно воздржани. Докажуваат постојано дека се луѓе на парламентот, што значи и на опозицијата. Сега, вечерва да тврдите едно во емисија, а утре 4 минути пред седница прв да се подпишете на предлогот, значи дека нешто во меѓувреме големо се случи. Значи, споредете го говорот, споредете ја снимката, ќе видите дека клучот е таму. Тоа е првото што сакам да го потенцирам. Она што исто така за мене е многу важно е следново. Кога го цитирав членот 20, тој се однесува на конститутивната седница. Ние во меѓувреме не сме имале парламентарни избори, значи таа е конститутивната седница и распоредот кај нас пропорционално или соодветно се врши според изборните резултати на партиите на изборите во 2020 година. Сепак е случајот специфичен и затоа велиме дека е преседан. Едно е што заминал председателот Костадин Костадинов, па ќе биде заменет, друго е што заминал Тимчо Муцунски, па ќе биде заменет, ама трето е што господинот Фадил Зендари никаде не заминал, учествувал на изборите и тој е тука и е член на комисијата. Значи, многу тешко е денеска јас да измерам каков бил неговиот придонес, односно придонесот на Беса во резултатот од последните парламентарни избори. Затоа е ситуацијата специфична. И не случајно затоа ние се повикуваме на Уставот и не случајно велиме дека пратениците не ги представуваат партиите, туку граѓаните и гласаат по сопствено уверување. И затоа во британските комитети има паритетна застапеност на опозицијата и власта. Зошто? Зошто тие не очекуваат партиски битки таму, туку очекуваат, значи, консензус за најважните прашања во државата. За жал, во случајов тоа не се почитува. Друго, кога ќе се подпише председател на собрание и правници кои значат нешто во струката и кога ќе се повикаат на член што се однесува на носители на јавни функции, пазете, носители на јавни функции биле членовите на Комисијата за избори и именувања, кои што бираат други носители на јавни функции. Небулоза. Ама зошто оваа комисија е најважната, треба да подразмислиме. Јас тврдам одговорно овде дека оваа комисија е остаток од комунизмот, од кадровската комисија на ЦК, СКМ, дека оттамо влече корен, и многу пратеници овде рекоа најважната. Зошто би била најважната? Заради кадровската политика. Затоа јас повикувам на уставни измени, ама не за да ја вршиме тортура на преамбулата, не да ја силуваме по кој знае кој пат преамбулата, туку за вакви прашања да размислиме. Оти го нашле решението германците во двотретинското мнозинство за најважните функции, зашто тоа турка во компромис, во консензус за личности кои заслужуваат да бидат судии во Уставен суд, јавни обвинители и канатамо. Ние за тоа не разговараме. Па дури и за Уставниот суд се чудам, по 30 години не се најде некој од Уставниот суд да рече: абе луѓе, ние сме единствена држава во светот која што нема закон за Уставен суд и прашања од материјален карактер решава содржник. Значи да си подразмислиме ние дали не е основната цел на власта окупација на сите функции, окупација на сите институции, не само на оваа власт, на сите власти. Затоа нашата држава ја нарекуваат партиска држава, затоа што нема сериозни критериуми за влез во овие институции. Истакнат правник, Езопов јазик, па истакнат правник е и некој правник во задруга, секретар претходен некаде. Значи, ова прашање мораме да го решиме. Добро, сакам да потенцирам на крајот
што ми е мене битно, бидејќи многу прашања беа исцрпени. Видете, значи, ако нешто е добро од оваа дебата, е тоа што јас, например, не го познавав доволно господинот Зендер. Го познавам од управувачкиот комитет за соработка со Шведска, меѓутоа, да бидам искрена. Довршете си ја мислата. Готово. Смирност, елоквентност, аргументираност, знаење, нешто што е посакувана карактеристика во тела што треба да одлучуваат за номинација на најважните функции, згора и професор по административно право. Мислам дека кај сите нас треба да постои етичка дилема. Не смеевте на ваков начин овој процес да го почнете и да го завршите. Процесот, ако беше во комисијата, ќе имаше дебата и ќе имаше поинаков епилог. Благодарам. 1 минута.